Едномесечното бебе Мирт Јусуфов, чија мајка Сладјана Демировска од Крива Паланка почина во Кумановската болница за време на породувањето, е сместено во домот за доинчиња во Битола. Таму ќе остане 9 месеци, пошто ќе се одлучи дали ќе се создадат услови да се врати кај таткото Елвис Јусуфов или да се бара друго семејство. Мајката на бебето, 37-годишната Сладјана Демировска, почина пред 1 месец во Кумановската болница. Не се разбуди од анестезијата поради компликации по породувањето со царски рез. Таткото на бебето Елвис Јусуфов, со кој живеела во вонбрачна заедница, и тогаш и сега се сомнева во лекарска грешка, со оглед на тоа што таа немала ниту ризична бременост, ниту здравствени проблеми. Тој ги чека резултатите од обдукцијата кој треба да се готови следната недела. И како што вели, доколку се утврди пропуст при лекувањето, правдата ќе ја бара на суд. Како сум информиран до наредната недела од Олгица за извештајот, колку сум информиран, така преку телефон си домаме со Олгица од Крива Паланка, до наредна недела ќе стигне извештајот од Скопје. И секако е од Господ, уреду, ако не од Господ, значи јас сум кажал дека ќе тужим. Елвис живее сам под кирија, откако двете девојчиња од првиот брак на неговата сега почината сопруга се згрижени кај нивната тетка, односно сестрата на починатата родилка. Тој работи во градежна фирма во Крива Паланка и како што вели, нема кој да го чува и да се грижи за малиот Мирт. Со здрага волја ми беше да си ga земем, да ми беше жива сопругата, ама нема шанси, Господ си го земал. Значи ја немам услови, како прво да ga чувам, да ga дотерам како што треба малечок, значи за привремено е за Битола. Тие 6 и 9 месеца, а да ga земем јоште не сам у план, ама ќе видим, значи да минат неколку месеци на жената тие радам, мора некоја невеста, иначе ока не може. Сам нема ништо. Мене ми е жал, јас сакам, например, да идем да го видим, ама многу е далеко. Битола, тоа е многу. Елвис Јусуфов упатува апел до сите надлежни институции, невладини организации и хумани луѓе, доколку се во можност да му помогнат во решавањето на стамбениот проблем. Планира да најде сопруга која во иднина ќе се грижи за неговото дете, сега сместено во домот за доинчиња во Битола. А може некој да ми помогне нешто така со пари или с некоја куќа или материјал нешто, ја ќе бидам благодарен. И за това минимална плата не можеш ништо да освоим.